Добър ден и добредојдовте на третото и последно видео во серијата на видеа за објаснување на падежите во германски јазик. Во ова видео ќе анализираме неколку реченици и се надеваме дека после анализата ќе ви стане уште појасно како се добиваат, како се изменуваат именките, членовите според падежот во германски јазик. Да охрабруваме во коментари да оставате примери за ваши реченици, доколку ви е потребно помош за некоја реченица или за било што, да оставите коментар. Ќе направиме исто така и видео каде што професорот ќе објаснува, ќе одговара на прашања на ваши прашања. Едноставно оставете во коментар или пишете ни порака во нашиот инбокс. Првата реченица што ќе анализираме е следнава. Die Eltern kaufen dem Sohn ein Auto. Во ова реченица имајќи се следните. Eltern, Sohn и auto. Eltern значи родители. Sohn значи син. Ауто значи кола, автомобил. Елтерн со самото значење родители не кажува дека е од множина. Ќе пишеме ПЛ. Зон значи син, биолошки определено да е од машки род. И ауто нема биолошко определено, меѓутоа речиси сите именки кои што се од странско потекло, особено во случајот од латинско потекло, се од среден род. Значи имаме именка која што е во множина, именка од машки род и именка од среден род. Ве охрабрувам, пред да продолжиме со анализирањето, пред јас да продолжам со анализирањето на оваа реченица, значи за падежите во германски јазик, ве охрабрувам тука да направите пауза на видеото и да пробате еднош сами да ја анализирате реченица. Во кој падеш е Eltern и зошто поради падежот е членот die, во кој падеш е Sohn и зошто поради падежот членот е dem, исто како и исто како и во кој падеше ауто, зашто поради членот е ein. Тука може да паузирате пред јас да продолжам со анализата. Во ова реченица нема ни еден предлог. Доколку гледавте претходните две видеа, може да видите дека падежот во германски јазик може да се определи на два начини. Предност при определувањето на падеж во германска реченица има доколку во реченицата постои некој предлог. Тоа може да го видите во вториот дел, видео број 2 од серијата на видеа за падежи во германски јазик. Да пристапиме кон анализа на оваа реченица. Бидејќи немаме предлози во реченицата. Вториот начин за определување на падежи беше според прашањата. Кој, што, кого и кому. Кој номинатив, што или кого акузатив, кому датив. Разликата помеѓу што или кого за определување на акузативот во германски јазик или на директниот предмет во германски јазик е тоа што се прашува за предмети, кого се прашува за лица. Значи, да повториме, овие прашања ги поставуваме на глаголот за да знаеме која именка или лична заменка е во кој падеж. Глаголот или дејството во реченицата е купува. Kaufen значи купува. Доколку поставиме прашање кој купува, да анализираме заедно. Кој купува? Значи, во реченицата, родителите му купуваат на нивниот син или на синот автомобил. Доколку поставиме прашање кој, одговорот на кој купува ни е родителите. Родителите се множина и се во номинатив. На табелата може да видите дека бидејќи родителите се во множина и се во номинатив, членот ќе биде die. Доколку на глаголот купува, ги прашаме што или кого. Постои син, постои кола. Уште тие две може да ги анализираме. Сигурно родителите не го купуваат синот, туку логично е дека купуваат автомобил. Автомобил одговара на прашањето што. Поради тоа што одговара што купуваат, одговара автомобил, тоа е во акузатив. Акузатив среден род може да видиме дека поради тоа измената на членот ќе биде едноставно само се останува ein. Sohn, именка исто од машки род, кажавме претходно, доколку поставиме прашање кому купуваат, значи повторно овие прашања ги поставуваме на глагол. Кој купува? Родителите номинатив. Што купуваат? Автомобил, кола, акузатив. Кому му купуваат? На синот. Значи син е во датив,
бидејќи не бидејќи само тоа ни остана, значи можевме и повратно анализа да одиме, можевме прво тоа да го прашаме кому му купуваат на синот, значи син е во датив. Датив машки род, измената на членот ќе биде dem. Значи, die Eltern, вршителот на дејство, кој купува, родителите купуваат. Директен предмет, што купуваат? Автомобил. Директно тоа што го трпи купувањето, значи тоа што родителите пошли директно го купиле, директниот трпител на дејство е автомобилот. Индиректен трпител на дејство, или во македонски директен предмет е тоа за кого што индиректно нешто, во случајот автомобилот е купен. За синот. Да повториме. Кој номинатив? Родителите. Кој купува родителите? Што купуваат родителите? Автомобил. Кому го купуваат? На синот. Номинатив, датив, акузатив. Втора реченица која што ќе анализираме во ова видео е следната. Mein Nachbar leiht mir sein Auto. Мојот сосед ми ја позајмува неговата кола. Лајен значи позајмува. Лајен исто така е глагол кој што ни отвора простор и за одговор на сите три од овие прашања. Доколку на лајен поставиме прашање, повторно само пред да си упатнам сам себе, пред да продолжам со анализата, ве охрабрувам именките се Нахбар и ауто и исто така во падеж покрај именка може да биде и лична заменка. Едноставно пробајте пред да видите мојата анализа. Едноставно пробајте, ставете во видео на пауза, кратка тетрадка нотес или како и да е, едноставно мало лифче на кое анализирајте сами. Табелата препишете ја и сами анализирајте зошто, значи за именката Нахбар, зошто членот е mein, зошто личната заменка е мија, зошто за именката ауто, значи според падежот е членот е sein. Обидете се еднаш сами, после гледајте ја мојата анализа за да видите дали точно сте ја изанализирале и сте ги сватиле, сте ги научиле падежите. Исто како и во претходната, и во оваа реченица гледате дека нема никаков предлог. Да повторам, доколку има предлог, на секој го спомнувам истото, доколку има предлог, предлогот има предност при определувањето на падежот. Тука може да видите на линкот може да видите исто и за, повторно да кажам, во второто видео од серијата од 3 видеа за определување на падеж, како предлогот го определува падежот. Значи, во оваа реченица нема никаков предлог и поради тоа одиме на вториот начин на определување на падеж според одговори на прашањата. Кој номинатив, што или кого акузатив и кому датив. Тие три прашања, поточно 4, ги прашуваме на глаголот за да знаеме која именка или лична заменка е во кој падеж. Да продолжиме. Лајт значи позајмува. Мојот сосед ми ја позајмува неговата кола. Кој позајмува? Кој е тој што го врши дејството? Сосед. Именка од машки род, бидејќи одговара на прашањето кој, бидејќи соседот е тој што го врши позајмувањето, е во номинатив. Именка од машки род, во падеж номинатив, членот mein. Исто така, тука во горниот десен ангол може да видите, ќе ви оставам линк за присвоените членови во германски јазик. Значи, mein е присвоена, во македонски јазик се присвоени заменки, во германски имаат форма како присвоен член, бидејќи се изменуваат. Значи, мојот сосед, членот ќе се остане, присвоениот член ќе остане mein, бидејќи, значи нема ништо да се додаде, нема да биде meinem или meinen или било која друга наставка, бидејќи сосед е од машки род и во номинатив. Е во номинатив, знаеме дека е во номинатив, бидејќи доколку на прашање на глаголот на дејството прашаме кој позајмува, од мене ми, кола и сосед, одговор ни едноставно сосед. Кој позајмува? Соседот позајмува. Поради тоа сосед е во номинатив. Продолжуваме понатака. Доколку повторно по истиот принцип, на глаголот позајмува, доколку прашаме што или кого, исто како и во претходната реченица,
Намерно je zameno isti od primjer su automobil, auto, imen kao sredan rod. Намерно je zameno za da vidite дека присвоениот член е многу сличен, речи си и ист, како значи присвоениот член има речи си иста измена, како и неопределениот член. Значи, неопределен член е ein, исто така имаме и видео за членување на именки, може и тоа слободно да го погледнете, тука имате линк. Значи, неопределениот член за среден род е ein, присвоениот за среден род е sein. За да знаеме дали на sein, што значи негово, зависи во македонски јазик од родот, нели? За да знаеме дали на sein ќе се додаде нешто, треба да знаеме именката после него, во случајот ауто, е во кој падеш. Во случајот, во кој падеш ќе биде ауто? На кој прашање одговара? Кој, што, кого или кому? Ги поставуваме прашањата на дејството, на позајмува. Кој позајмува, кажавме, соседот позајмува. Што позајмува? Позајмува автомобил. Значи, автомобил не одговара на прашање што. Бидејќи не одговара на прашање што, или директно тоа го трпи позајмувањето, значи директно автомобилот е позајмен некому, во случајот мене, поради тоа што е директен трпител на дејство, автомобил е во акузатив. Ги пишувам скратено, номинатив, акузатив, ак. Сосед, номинатив, вршител на дејство, ауто, директен трпител на дејство, акузатив. Само тие две нивеја именки во оваа реченица. Меѓутоа имаме уште еден член. Имаме и лична заменка. Мене, ми. Исто има лични заменки. Во номинатив, акузатив и датив. Значи, падежите се прилично важна работа во германскиот јазик. Лична заменка. Личните заменки, исто како именките, може да бидат во падеж. Да видиме во кој падеж ќе биде мене, ми, личната заменка. Кои су? Повторно одиме со анализа преку прашалните зборчета. Кој позајмува? Соседот. Што позајмува? Автомобил. Кому му позајмува? Мене, ми позајмува. Мене, ми. Бидејќи одговара на прашање кому, таа лична заменка е во датив. И може во колоната да видите, кај личните заменки може да видите дека датив, прво лице датив е едноставно мија. Мене, ми. Третата реченица што ќе ја анализираме во ова видео е следната. Sie stellt die Vase auf den Tisch. Таа ја остава вазната на маса или на масата, како сакате. Вазе, вазна, тиш, маса. Во ова реченица повторно ве охрабрувам пред да изгледате мојата анализа. Повторно ве охрабрувам сами да анализирате која именка или лична заменка е во кој падеж и поради тоа која промена е настаната. Лични заменки, зи, значи таа, и две именки. Вазе и тиш. Вазе завршува на е, кажавме голем број, може би повеќе од 95% од именките во германски јазик што завршуваат на е, се од женски род. Ќе пишеме само ф, фемининум. Тиш нема како да е определена, значи не е биолошки определена, нема некое правило, едноставно тиш е именка што е од машки род. Значи маса. Исто како и во претходните две реченици, прво што треба да видите во реченицата, при анализата, за да знаете која именка е во кој падеж, преднос во реченицата за определување на падеж има предлогот. Во оваа реченица имаме еден предлог, тоа е auf, значи врз или на. Таа ја остава таа ја остава вазната на или врз масата. Auf е предлог, доколку имаме предлог во реченица. Не пристапуваме со анализа според прашањата кој, што, кого и кому. Значи, во тој случај, самиот предлог ни определува именката после него, во случајот тиш, ќе биде во кој падеш. Тиш, кажавме именка од машки род. Предлогот auf може да видите на едно од нашите претходни видеа за предлози во германски јазик, исто и на видеата за падежи во германски јазик.
При анализирањето, значи при определувањето на падежите во германски јазик, повторно да кажам, предност имаат предлозите. Предлог, доколку имаме предлог во реченица, како во случајот auf, не анализираме според прашањата кој, што, кој и кому. Значи, самиот предлог си има определено именката во кој падеж ќе биде. Предлогот бара именката да биде во точно определен падеж. Може да видите, исто имаме и во претходните видеа за определување на падеж, во вториот дел значи во претходното видео, во вториот дел од видеата, за тоа како предлозите го определуваат падежот. Исто така имаме и видео предлози во германски јазик, може и на тоа видео да видите нешто повеќе за предлозите и определувањето на падежот според предлог. Во овој случај имаме предлогот auf. Auf значи врз или на е еден од предлозите за место или од така наречените вехсел препозиционен. Вехсел, самото име вехсел, значи промена. Вехсел препозиционен се предлози со промена. Се нарекуваат предлози со промена, бидејќи можат да променат дали после нив ќе биде датив или акузатив. Тоа да не се повторуваме, може да го гледате на некој, може да го гледате на вториот дел од видеата за падежи во интерес на времето, нели? Да не го повторуваме истото. Auf, како предлог за место и дел од вексел препозиционен, после него именката може да биде во датив или во акузатив. Во случајот ќе биде во акузатив. Друго, вексел препозиционен, географско поместување, кај сите 9 вексел препозиционен ќе биде, после нив именката ќе биде во акузатив. Машки род, акузатив. Може повторно да видите во табелата, машки род акузатив, измената е ден. На тој начин, кажавме, предлогот auf, било кој друг предлог, прво пристапивме со анализа на фиш, бидејќи има предлог, поради тоа што предлозите имаат предност при определување на падеж. Значи, доколку имаме предлог во една реченица, не ги гледаме прашањата, туку, значи не го определуваме падежот според прашањата, туку само според тоа предлогот кој падеж го бара после него. Например, auf во случајот бара акузатив. Следна именка, што може да ја определиме, е вазе или лична заменка зи. Ќе пристапиме кон определување на вазе, анализа зошто именката вазе или вазна е во кој падеж. Кажавме дека женски род завршува на е, голем број од именките во германски јазик што завршуваат на е се од женски род. Сега да го определиме падежот за да знаеме зошто членот е ди. Пред зи и пред вазе немаме никаков предлог. Значи нема со, на, по, до, никој апсолутно никаков предлог. Во тој случај, падежот на именката ќе го определиме според некој од прашањата. Пристапуваме кон анализа, значи прашањата ги поставуваме на глаголот. Штелт доаѓа од штелен, значи остава. Доколку на остава, прашуваме кој. Ја имаме реченицата, таа ја остава вазната на маса. Кој остава? Вазна ни одговара на кој? Или таа ни одговара? Кој остава? Таа ја остава. Доколку поставиме прашање кој остава, ќе добиеме дека таа е во номинатив. Доколку прашаме што остава, во тој случај одговорот ни е вазна. Кој остава, кој тој што го врши дејството, таа. Што остава, што е директниот трпител на оставањето, значи што директно е преместено од едно место на друго, тоа е вазна. Значи, женски род акузатив. Повторно може да видите во табелата, женски род акузатив, членот ди. И кажавме веќе зи или вршител на дејство е номинатив. Вршител на дејство е секогаш номинатив. Таа ја остава вазната на маса. Намерно како пример ја имаме за мене оваа реченица. Ги разделувам само членовите, значи имаме член вазна, вазе и член тиш, маса. И едниот и другиот член се во акузатив. Намерно е за мене како пример ваква реченица за да видите дека
Znači, дека не е точно како што многу често се случува реченицата е во акузатив. Значи, не може цела реченица да е во акузатив. Имаме член што е во номинатив, член што е во акузатив и уште еден член во акузатив. Не е реченицата цела во акузатив и не мора да значи дека во една реченица може да има само еден акузатив. Гледаме тука дека има два акузативи. Меѓутоа, поради две различни причини. Овде вака, значи овој член е во акузатив поради предлогот auf, овој член е поради што е директен трпител на дејство. Четврта реченица што ќе анализираме е следната. Wir spielen auf dem Spielplatz. Ние играме на игралиште. Кратка реченица, меѓутоа исто така наменски одбрана за со надежда да стане малце појасно со определувањето на падежи според предлог. Значи повторно исто така наменски е одбран повторно предлогот auf како што го имавме во претходната реченица. Значи врз или на може да се преведе. Ние играме на игралиште. Значи не може да се каже ние играме врз игралиштето, подобро на македонски би било ние играме на игралиште. Предлогот auf, кажавме, е дел од тие вехсел препозиционен што може да сменат после нив именката да биде во датив или во акузатив. Доколку, за да се изврши играњето, мора географски да се преместиме од едно место на друго, за да се изврши дејството, во случај дејството е игра, доколку за играњето да се дејството играње да се изврши да се исполни, да речам, мора да постои географско преместување, тогаш после било кој од тие 9 вексел препозиционен, во случајот е auf, било кој после тие 9 ќе биде именката во акузатив. Значи да повториме, доколку мора да има географско преместување од точка А во точка Б, тогаш именката после предлогот ќе биде во акузатив. Доколку не мора да се премести, значи за да се исполни играњето, доколку не мора да дојде до преместување од едно место на друго, туку си остане, значи дејството е исполнето и никој се нема преместено, ни вршителот, доколку има и трпител на дејството, ни трпител на дејството се нема преместено, тогаш именката после било кој од тие 9 предлози, во случајот Spielplatz, ќе биде во датив. Значи, доколку има преместување акузатив, доколку нема преместување датив. Да се поправам, не доколку има, туку доколку мора да дојде до преместување, тогаш ќе биде во акузатив. Доколку не мора да дојде до географско преместување, ќе биде во датив. Тука е крајот на третиот дел од серијалот за запознавање и научување за представување на падежите во германски јазик. Доколку имате било какви прашања, доколку имате предлог за видео, ве охрабрувам, ви слободно едноставно пишете во коментар зашто посебно би сакале да направиме некое видео, што посебно ви е нејасно. Ќе се потрудиме колку што можеме повеќе да ви ги објасниме деловите на германската граматика. Во продолжение исто така ќе веќе имаме добиено неколку коментари на претходните видеа, ќе имаме видео во кое што ќе се задржиме на објаснување на некои од коментарите. Се надеваме да ви се допадна и овие видеа како и претходните и ќе продолжите да учите германски јазик. Не заборавајте да кликнете subscribe, не заборавајте да споделите нашата страна со други кои што би сакале да го изучуваат германскиот јазик и не заборавајте, учете германски јазик.